Со 15 милиони денари ќе бидат санирани 5 улици во градот и во село Клечовце и ударните дупки. Ова е предвидено со планот за одржување на јавни патишта на општина Куманово за 2026 година, изгласан на последната седница од советниците. Во декември беше донесен програма за уредување на градежно земјиште во која беа предвидени средства за оваа намена во висина од 15 милиони денари. Бидејќи се работи за групна набавка, потребно е да се направи план за реализација согласно потребите од лице место. Предвидени се 5 улици кои што ќе бидат санирани и санирани тоа се Павле Станоев, браќа Филиповиќ, Бранко Богдански Гуцман, улица Ужичка и улици во село Клечовце. Тоа се 80% од вредноста предвидена во самата програма, додека останатите 20% остануваат за ударни дупки и непредвидени работи. Само сакам да потенцирам и истакнам дека најмногу ми е драго тоа што е предвидено санирање на дел од улиците во село Клечовце. Истото опфаќа машинско рапување, вградување на нов асфалтен слој, рушење на пропаднатиот и дотраен асфалт. Многу за мене важно прашање за раководителот на сектор комунални дејности. Мене лично многу ме интересира за улица Бранко Богдански Гуцман, поточно. Гледам дека се предвидени 4768 метри квадратни за реконструкција. Сега тоа предпоставам, би сакал да ми потврдите дека предпоставам дека тоа е целата должина на улицата и за тоа се предвидени 4 милиони и 629 илјади денари. Сега моето прашање е, пример, јас живеам таму во тој крај, навистина не знам што и фали на улицата за да од сите улици во Куманово баш Бранко Богдански Гуцман е таа што треба целата да се прекопува и да се реконструира. Точно е дека се работи за целосна улица. Одлука за санирање на истата улица ја донесуваат струтните луѓе кои што работат по општината по извршен увид на лице место. Секако е констатирано дека за истата треба да се направи реконструкција и од тие причини е ставена тука. Не знам за Бранко Гуцман дали е во добро состојба, меѓутоа голем број на улици што во одлична, ако е тогаш може да направиме промена на план. Овој план се менува. Значи сега предлагам да го усвоиме затоа што има многу улици, не многу, ама улици што навистина им треба санација. И потоа ако мисли советникот дека неговата улица е спорна, ќе ја менуваме. Тоа се многу пари, навистина можеби 5-6 улици со тие пари треба да направиме, ако стручна служба мисли дека предлогот на советникот може да биде прифатен. Мислам дека овие ударни дупки кои се 20% од средствата кои сега ги планираме, може би треба да го слушате мислењето на советниците каде се навистина критични ударни дупки и еве како совет да имаме еден состанок и да кажеме таму и јас се надевам исто како Мила Петрушевска дека ова што гласаме ќе биде во брз временски период, а не да чекаме декември кога веќе условите се несоодветни за санација на улиците.